Разговараме денес со господин Горан Николовски, адвокат, на тема правото на работникот на годишен одмор. Кажете ми, колку изнесува годишниот одмор според нашите закони? Според нашите закони, годишниот одмор е определен на минимум 20 работни денови, а истиот согласно закон и на база на колективните договори може да биде продолжен до 26 работни дена. Со тоа што би напоменал, при засметување на денови од годишен одмор, не се засметуваат деновите во кои што работникот секако не требало да работи. Дали станува збор за државен празник, дали станува збор за верски празник, дали станува збор за викенд во кој што работникот не требало да работи, односно, денови од годишен одмор се само оние денови кои што работникот во редовниот производствен процес требало да ги помине на работа. Како се користи годишниот одмор од страна на работниците? Користењето на годишниот одмор од страна на работниците согласно закон е нормирано на два начина. Непрекинато користење на годишен одмор и останато користење на годишен одмор согласно потребите на работникот. Законот определил дека првото користење, односно првиот дел од годишниот одмор, се користи во континуитет од најмалку 2 работни недели. Со тоа што би кажал дека користењето на годишниот одмор е на база на барање за користење на годишен одмор од страна на работникот, на кое што барање работодавачот одговара преку донесување на решение за користење на работниот однос. Остатокот од годишниот одмор, кој што ќе остане неискористен во првиот дел, работникот има право да го користи во повеќе делови, апропо согласно со производствениот процес и со потребите на работодавачот. Дали работниците што не оствариле право на полн годишен одмор имаат право на одмор? Работниците кои што во текот на една календарска година, заради евентуално нивно прво вработување, не оствариле право на полн годишен одмор, имаат право на пропорционален годишен одмор кој што се засметува 2 работни дена за секој изминат месец на работа. И уште едно прашање. Кои се според вас најчестите повреди на работничките права од страна на работодавачите? Вака, генерално во праксата се сретнуваат неколку многу чести повреди на работничките права, кои што највеќе атенгираат онаа категорија која што работникот најмногу го интересира, тоа е платата. Најчесто при исплаќањето на платата не се засметува надоместокот за минат труд кој што изнесува 0,5% за секоја година работен стаж. Исто така не се врши засметување на прекувремените часови, не се врши засметување на празничните дневници, со тоа што би напоменал дека секој работник кој што работел повеќе од 150 часа прекувремено кај еден ист работодавач, а не остварил отсуства подолги од 21 ден во кој што не влегуваат годишните одмори, има право и на бонус плата која што се засметува и исплаќа на висината на просечната плата во Република Македонија. Меѓутоа, според мене, најголемиот проблем и најголемото прекршување на работничките права е подпишување на спогодба за престанок на работен однос на самиот ден на заснување на работниот однос. Така да би апелирал до работниците да не подпишуваат бланко листови, да не подпишуваат спогодби за престанок на работен однос на денот кога истиот го засновале, затоа што тоа е една најчеста и најсериозна повреда на правата кои што согласно закон им припаѓаат. И уште ова, кажете ми, каде сметате дека треба да се обратат работниците кои што сметаат дека им е прекршено некоја работничко право, чисто да се информираат? Заштитата на правата работниците ги остваруваат во 3 левела. Прво, со приговор до самиот работодавач за секоја писмена одлука која што се донесува, преку поднесување на представки и барање до Државниот инспекторат за труд и секако правото на судска заштита, каде што судот стои како еден гарант за остварување на работничките права. Би кажал дека во македонските судови постојат доста искусни суди кои што ја работат проблематиката работни односи, кои што се специјализирани во посебни оделенија и сметам дека судската заштита на работничките права во Македонија е на едно високо задоволително ниво. Господин Горан Николовски, ви благодарам што учествувавте во Утринската. Благодарам и на вас.